Порасна со мирис на свежа орана земја, посеви како раснат и работа од утро до мрак. Тоа го памети секој ден на тоа се сеќава големата македонска фолк звезда Јордан Митев од Подареш. Јас потекнав од семејство кој што секогаш го имам, го истакнувам тоа дека е беше земјоделско семејство и ден денес уште е. Навиката за работа значи не престана. Така да до мои некаде 19 години јас бев активен работник во сите домашни задачи, да речем. Нормално преку неделата нели бев седно музичко училиште овде во Штип 4 години, но за време на викендите кога се враќав дома, доколку не настапував некаде, доколку не свирев некаде локално тогаш во тоа време, морав да бидам присутен бидејќи ние од тоа живеевме, од тоа работевме и од тоа јас на некој начин ги направи првите мои почетоци во мојата професионална кариера. Сите овие години на многу работа и труд со семејството, него го упатуваат на земјоделие и реприза на родителскиот живот. Но во Јордан избувна еден друг голем талент кој го одведе во средното музичко училиште во Штип. Основното училиште го заврши во моето родно село Подареш, а паралелно со тоа значи посетував часови по нижо музичко училиште, тоа е во Радовиш. И иако Радовиш Подареш е оддалечено 8 км, јас како дете се сеќавам никогаш не отсуствував од тие часови кои што беа 2 пати неделно. Некако тоа ми беше обврска да јас морам секоја недела да бидам присутен во нижото музичко училиште во Штип. По завршувањето на двете основни училишта, значи се запишав овде средно музичко во Штип и 4 години овде поминав од една страна убави, бидејќи тие се многу убави години, од друга страна, значи, можам да кажам дека тие 4 години беа период кога ја дадов најголемата жртва за мојата кариера, затоа што бев буквално посветен на образованието. Професорите кои што ме знаат и ден денес да отидете да прашате во средното музичко училиште, мислам дека ќе се сетат на мене на едно дете кој што заедно со хигиеничарите го отвараше училиштето и го затвараше. Значи бев нон-стоп присутен, вежбање по цел ден и посветување на работата за да се направи одреден резултат во животот. Овие дипломи и титули Митев ги стекна повторно со многу работа и паралелен ангажман на многу полиња. Тоа е таа навика кој што мислам дека секој здрав човек треба да ја има, бидејќи само тоа ќе направи една здрава личност која што ќе успее во животот на секое поле. Така бидејќи доколку човек нема работна навика, а тоа денес го има доста, не може да очекува дека нешто ќе направи, дека нешто ќе успее. За се треба човек да се посвети да го даде својот максимум. Музичката кариера која веќе беше на пат и неговата звезда која се појавуваше, тој ги ствараше сам. Да, јас сум комплетен автор на сите мои песни. Доста песни создадов, не го знам точниот број, меѓутоа буквално секој хит кој што излезе во последните 20 години, јас поточно 19 години сум застапен на македонската сцена. Музиката и песните кои од Јордан Митев излегуваат како 24 часовна работилница стануваа хитови и тој стана музички херој, бидејќи неговата музика беше поинаква, искрена, со многу енергија, а некои велат и автобиографска. Значи јас сум комплетен автор на музика, текст и на аранжман, што ме прави на некој начин уникатен во целата оваа работа, бидејќи се ретки луѓето кај нас кои што создаваат квалитет, зборувам за квалитет, и кои што во исто време се изведувачи на своите дела. Тоа е моја голема, да речеме, предност во целата оваа работа, слобода која што имам на изразување преку музиката и затоа, значи, ги направив тие резултати. Доколку човек е само изведувач, само пејач, а зависи од доста автори, пример, кои што треба сето тоа да го направат во позадина, тогаш патот е многу потежок и побавен. И до сето ова, Јордан Митев стигна повторно сам без помош од музички продукции, спонзори, посредници, политичари, држава или политичка партија. Апсолутно.
Јас и ден денес не сум навикнат да очекувам од некого. Пак ќе кажам, тоа стана мој стил на живот, мој начин на живот. Значи јас сум човек кој кога така почнав, така се развив и веќе тоа ми е на мене секојдневие да секоја идеја која што јас ја имам за реализација, седнувам, правам план што треба, како треба, песна правам. Ако имам идеја за видео, го снимам видеото, имам мои луѓе кои што одлично ги разбираат моите идеи, каде треба да се снима, што треба да се снима, кој кадар да се стави, како тоа да се рекламира и сета така. Така да навикнав да не очекувам од никого ништо. Да не зборуваме, мислам, за политика или за спонзори. Така да некако се чувствувам, убаво ми е така да функционирам. Мојот телефон е достапен за секого да се јави, не е важно кој од каде е, кој каков е. На никого не му должам ништо и едноставно сум горд и исполнет што функционирам на тој начин. Фала му на Бога. Ова на Митев му го отвори патот на популарноста од овде до Австралија и Америка, каде оди многу често, а каде ја најде и својата среќа. Да, сум бил секаде, од Канада до Австралија, цела Европа. Така да запознав многу луѓе, многу пријатели. Мојата сопруга е од Австралија, веќе сме 7 години во брак, имаме прекрасна ќерка, веќе 5 месеци. И ете, пак некако дали е судбина, дали сплет на околности, јас никогаш не сум мислел дека сопругата ќе биде баш од Австралија, од најдалечната земја, но јас во Австралија досега сум бил пристој некаде околу 15 пати, од 2010 година па наваму, и судбината сакаше да ја И верували или не, неговата сопруга е родена во Австралија, оттаму поради љубов за Јордан дојде да живее овде. Ние денес живееме во Македонија веќе 7 години. Таа добро знае колку јас имам вложено во сета ова работа и во брендот Јордан Митев и за среќа имам максимална поддршка, пред се морална поддршка и можам да кажам дека сум среќен и благодарен на неа што има големо разбирање према сето тоа и една од ретките личности кои што пример ја остави таа средина кој што многу од овде пример сакаат да заминат надвор од државата. Впрочем, тоа денес е и најактуелно. Меѓутоа, мојата сопруга дојде овде, на некој начин и таа дава жртва за сето ова кој што јас го работам. Се надевам дека тоа ќе остане многу години. Така не знаеме животот понатаму каде ќе не однесе, меѓутоа еве 7 години сме во брак и ние сме генерално со адреса на живење во Македонија. Иако одеме во Австралија од време на време, на краток период, најчесто кога јас имам турнеи, тогаш и таа доаѓа со мене да се види со нејзиното семејство, но генерално нашата стална адреса е Македонија. Ова воглавно е приказната за младиот Јордан Митев, кој за себе вели дека животот го научил дека многу треба да работи, а дека успехот е милив, доколку повторно и во меѓувреме многу не се работи.